еве на повторно во студиото се враќаме да разговараме за темите кои што ги отворивме и пред рекламите. Стигнавме некаде кај анегдотите. Нашите гостинки раскажува интересни анегдоти од своите професии и господјата Лончар има да ни сподели некои анегдоти или интересни моменти од професијата или од домот. Па јас нешто од професијата кој што ете така, сакам да кажам 30 години од постоење на организацијава на потрошувачи, ние негде почнавме со унапредување на заштита 96-та година ова се случува, 98-та веќе почнувавме со иницијативи за прв закон да се донесе и бевме малце подосадни во тоа време со ресорните министерства, разговаравме околу директивите на Европската унија, ги наведувавме кои директиви, како директиви. И еден од тамошните колеги вика: "Господје, да ви кажам нешто, ние со директивите завршивме 45-та година." Значи сакам да кажам која беше пак таа после се смеевме и заедно со него и сето тоа. Меѓутоа да, директивите стварно во тој период беа многу значајни, сега ги слушаме, нели? Регулативи, директиви и така натаму, ама тоа ни беше интересно на сите нас и така. Добро, имало и во вашата професија, да колку и да звучи вака сериозно председателка на организација на потрошувачи, има интересни моменти. Има интересни, има кога сме биле и надвореве, например, досадни сме ние како Фела, заштитава на потрошувачи, стално раскажуваме, збориме, и ни дојде еден директор од Англија за во тоа време на голема позиција и разговараме. И сега како да ми каже дека јас премногу се залагам за ова, премногу разговарам, и ми вика: "Никој не умира у оваа драма", вика. А истото тоа го кажа. Да, али Маријана, вика, на англиски не, никој не умира во оваа драма, вика. Демек не се лужувајте, тоа е интересно. Да не влегуваме многу со емоции, да не се нервирам. Добро, убаво ви кажале, смирено полека, сега се реши. Да не навлегуваме многу, но ќе навлеземе во игрите на маца која што ни ги донесе, како што кажавме во првиот дел од емисијата, сите оние родители, па и деца кои што не следат, со бабите, дедовците, тетките ги набројавме целото семејство да им покажаме какви игри може да направат во домашни услови. Овие се можеби дел купени игри, меѓутоа можете и дома сами да се ги направат. Да, купени се, ама претежно се и правени. Еве, например, вака за броеви учење, или ова е со броеви, може да биде и со букви, нели? Ова може секој да го направи. Ова е пластифицирано за ние да можеме на работа повеќе кратно да го користиме, да биде пиши бриши, иначе на обичен лист, значи да ги овде веќе се учи препознавање на броеви, ако е букви препознавање на букви. Тоа е супер вежба, нели, за предшколски или за првачиња што се сега. Добро, целта да се најдат, да се препознаат, а така и да се научат. Ова е нешто слично, поврзување сенки, значи визуелната перцепција кај детето, фокус, внимание, со ова се вежба, нели, не е само броевите или буквите, туку и фокусот и вниманието се насочува. Ова е една коцка, значи со дома, гледате сама, ние сами сме ја правеле, да, за графомоторика. Значи детето ќе ја фрли, што ќе му се падне, на еден обичен лист да го нацрта, вежба графомоторика, вежба тропрстен фат, држење на моливчето со 3 прста. Исто и ова една подготовка, нели, за предучилишна и за првачињата. Ова игра е, значи меѓутоа и ова може дома. Затоа ги одбрав што може и дома да ги направат родителите. Сме играле ние. Може да нацртаат една обична, да речам, вака гасеница. Овде има шеми, можат овие топчињава во боја да бидат кругчиња од хартија, нели? И според шемата да се наредат. Те ги учат боите, може да ги бројат, може значи да вежбаат и фокусот и вниманието се насочува тука, многу е интересна. Може од една игра да се извлечат многу различни комбинации за вежбање. Имам, јас можам утре да зборувам, да. Значи вака на еден таблет, најобичен или за цртање, да гледа на картичка, да го гледа бројот или буквата што треба да ја напише, па тука на таблетот да ја напише, ќе ги вежба и прстињата, и бројките, и буквите, и све. Значи, исто и ова игра една за броеви, може нели на лист хартија да се напишат броевите, на картон друг да се испишат, да се исечат со ножички, да се спаруваат. Многу различни комбинации што може и дома да се, значи не мора да се купуваат. Да се даваат толку многу пари за различни играчки. Може едноставно родителот да ја употреби имагинацијата, а сега па со интернетот е достапно се. Значи само доволно е да се напишат 2-3 збори и излегуваат еден куп идеи.
и може дома квалитетно да си го поминат зимскиот распуст. Така. И за време на рекламите отворивме темата, но да слушнати и гледачите, кога Марија вистинско време да се посети логопед и зошто всушност се посетува логопедот, која е улогата на логопедот, но исто така колку е важна соработката со родителите, односно дисциплината. Да. По завршувањето на часот на логопед треба ли да продолжи родителот да вежба со детето? Така, да. Вака, од почеток, значи кога да се посети логопед? Веднаш, штом родителот не е важна возраста. Јас секогаш се трудам тоа да го кажам, не е важна возраста на детето, важно е родителот кога ќе почувствува дека дали неговото дете доцни во говорот, во моториката, фината, значи не е важно, во развојот, едноставно има некаков сомнеш, веднаш да побара, тоа не е страшно, едноставно или консултација или проценка да се закаже со стручно лице и ќе добие многу насоки, дали треба понатаму да се продолжи со третмани, дали ќе добие насоки за дома како да го насочува детето, меѓутоа конкретно за говорот, сега зборуваме, говорот има свој норми или на развој. Од 12 до 18 месеци го очекуваме првиот збор на детето, подоцна на 24 месеци веќе детето треба да има одреден фонд на зборови, најмалку 50. Потоа тука следат оние фрази спојување на 2 збора во проста реченичка, мама, дај, ајде, тато и слично, потоа реченицата се зголемува и до 4 години веќе детето треба да има една комплетна реченица, граматички, значи структурирана во однос на гласовите. Исто така, секој глас има своја календарска возраст до кога треба да се изговори. Дете постаро од 5,5 години веќе треба да има правилен изговор на сите гласови од својот мајчин јазик и затоа навреме да се побара помош од логопед е многу важно за да се скрати целиот тој пат, целиот тој процес. Ако детето не зборува доволно или не знам раната интервенција ќе помогне многу. За корекција на гласови исто така, ако се почне навреме, многу побрзо ќе оди додека не му е сосем автоматизиран тој погрешен изговор, ќе биде многу полесно ако навреме почнеме. И тука доаѓа оној момент кога ние со родителот разговараме, даваме насоки за дома. Тој триаголник дете, родител и логопед е многу важен. Важен е за да има успех целиот тој третман. Не е моментот само детето да дојде и да си замине. Тука да речеме 2 пати неделно доаѓа кај нас, по 45 минути се обично третманите до 60 и сега заминува, ние даваме насоки за дома секогаш. Дали е тоа кој поголемо детенце тетрадка со вежби, дали се усно насоки за дома, родителот ако ги следи сите тие насоки, ако има една добра соработка, ако детето сака да доаѓа, е мотивирано, тогаш не може да нема неуспех. Да, секогаш ќе има успех. Не мора успехот веднаш да биде како што очекуваат некогаш родителите наеднаш. Не. И малите успеси во некои ситуации се многу големи успеси, затоа што сме почнале од една точка, а сме стигнале до друга. Значи секој успех е многу важен во развојот на детето. Така, одлично. Ти благодарам што ги донесе игрите и што им даде совети, препораки на сите оние кои што се вклучени во воспитанието на децата, особено во период, кажавме, на зимски распуст. Ова може би важи за помалите, но убаво и по возрастните дечиња, прво, второ оделение. Па да вежбаат. Зборевме за читањето, нели? Да читат, значи читање на глас, читање во себе, се си има своја предност. Значи ако детето чита кога не знае да чита, нели рековме, му чита родителот, ама така и му ја вродува онаа љубов кон книгата, кон читањето. Кога детето чита на глас, тогаш ги вежба, значи изразувањето на емоциите се вежба, дикцијата, изговорот на гласовите. Тука се вклучуваат сетилата, слухот, видот, значи си има свои предности. Ако детето пак чита во себе поголемо, нели тука ќе развива онаа брзина на читањето. Тогаш тука се вклучува менталниот склоп, значи размислува, го сваќа она што го чита многу побрзо, све си има свој. Како и да читањето е многу убава активност за време на распустите, па и преку цела година. Така. И за актерите многу важно исто така дикцијата, читањето, фокусот, меморијата. Ова само е до детали објаснето она што ние практично го вршиме. Ние имавме предмет јавно говорење. Кога бевме на факултет, буквално доаѓавме на драмски. Професорката Валентина Божиновска тогаш ни го држеше и на сцена излегувавме како представа, да речам, ни спреми за дикцијата, за акцентот, за јасноста на изговорот, баш се сеќавам на тој
предмет зашто беше малце поразличен од сите други предмети што ги имавме ние на клиника и слично. Ова беше во театар. И мене многу ми беше интересно. Многу е поврзана нашава професија со многу професии. Колку младите внимаваат или бараат совети од повозрасните или поискусните актери кога е дикцијата, фокусот, помнењето на текстот во прашање? Некои почитуваат, некои се лутат. Зависно од ситуација. И од карактер. Денеска е едно модерно време кога кратенките, брзото, се е брзо, така да изборувањето, дури и на сцена зборувањето е често многу брзо. Често скопскиот дијалект може да се случи да преовладува во представите, ама јас сум така од тие по конзервативните. Тоа во Охрид, ако се бара во комедијата, тоа на Охридски го играв ликот. Меѓутоа во МНТ или во другите театарски национални куќи треба да си го почитуваме македонскиот литературен јазик заедно со акцентската целост. Кога го зборуваме македонскиот јазик со таа акцентска целост, има многу убава мелодија нашиот јазик. И јас викам, имаме една реплика од Силјан Штрк од Шанца, е киселото млеко кој ќе го јаде. И сега ако ги почитуваме акцентските целости, е киселото млеко кој ќе го јаде. Ама ако одиме скопски, е киселото млеко кој ќе го јаде. Значи скопски е рап малце, а литературно е вака како вода тече. Поетски. Да. Така што не има секакви, како и во сите институции. Ама јас лично сум за почитување на нашиот македонски литературен јазик. Македонски литературен јазик. Македонски, да. Нодамна добивте и награди за секс, лаги и љубомора. За ликот на Косара. За ликот Името е такво, ама ништо, мислам, нема таму драматично. Комедија е од Марк Камолети, извонреден комедиограф. Современ, прилично, одлична представа, Коле Ангеловски режисер, екипата Охридска е одлична за комедија. Ете ми повика прв пат од како е формиран Охридскиот театар, мислам дека веќе 15 години е формиран. Со задоволство ја играв и ете доживеа голем успех. Јас не надевајќи се, ете, и баш сум благодарна, тоа е некако признание. Едната беше за споредна женска улога. Таа е така наречена споредна женска улога. И на едниот и на другиот фестивал е исто така, имаше за главна и споредна, толку беа наградите и на Косара ја доделија за споредна женска улога, меѓутоа впечатлива. Ја има Косара, средна е улогата, не е споредна, ама немаше за средни награда. И ја дадоа за споредната. Да. Сега ќе ги погледнеме фотографиите кои што ни ги испративте од вашиот приватен живот, да ве запознаат малку гледачите од еден друг аспект. Зборувавме за професијата, може на Марија, кога веќе сме. Марија Новак, морам да ги потенцирам. За кого сте? Марија пуштате од Ризија, нема да погрешите. Па која Марија да ни ја пуштите? Еве класата. Првиот професор, првите 2 години ни беше Владимир Милчин, ова е втора година. Направивме една детска представа, новогодишна. Симеон Мони Дамевски ни беше асистент во втора година. Која година ова, Марија? 1988 би требало да биде. Нова година, кај 89-та, пред Нова година беше. Новогодишна беше. Тоа е класата моја, со која студиравме и завршивме заедно. Трета година... препознаат колегите, ако не гледаат. Еве, сум овде, сум забаваче. Поденешно прво одделение. Уште го памтам денот кога не слика. Велат одреже истат вие фризурата. Ништо не се промени. Од времето. Истиот патец. Викам конзервативно сум. А бев во септември, бев во Љубљана. Многу ја засакав Љубљана. Мојата ќерка живееше година дена таму, работеше. И отидов да ја видам и јас Љубљана. Многу е убава. Ја уживам буквално по улиците таму. Гитарата без жицјова? Да. Мојата љубов кон гитарата. Уште имам и пријателка, има фотографски дуќан и само се сликавме. И јас викам, најде се со гитара. Ово ми се средношколски години ми се ова. Голем мерак за гитара, ама никогаш не научив да свирам, зашто ме болеа прстиве и се откажав лесно. Имам едниот мој брат свири на гитара и ова е негова гитара. Сега јас со сликање без жици. Без жици, да.
никој не приметува, ама да не ми кажеш, јас немаше да Не се гледа во изнава. Ова е вечерта во Центарот за култура во Куманово на фестивалот Денови на комедијата, кога ми ја доделија наградата за Косара. Ова е таа слика и се сликав под таа славна реченица на Гоце Делчев дека светот го разбира какво поле за културен надпревар меѓу народите. И јас ја сакам таа многу. Одлични фотографии, дел од вашето секојдневие или приватниот живот. И убаво што гледачите ќе имаат прилика и другите гостинки да ни ги запознаат. Марија Петровиќ. Ќе ги видиме сега фотографиите на Марија Петровиќ, да видиме што ни испрати од оние приватни фотографии, приватна галерија. се разбира. Да, ова е на работа. Овде работиме корекција на гласови и кога детето се гледа или во гледало, нели гледа мене како ја местам устата, се гледа во гледало, е многу полесно кога сето тоа го има визуелно пред себе, да може да ги намести своите говорни органи за изговор на гласот. Ние секако користиме тука и сонди, и секакви логопедски помагала, меѓутоа ова е оној момент кога веќе сме ги наместиле говорните органи како што треба и сега само одиме кон автоматизација на гласот. Така, вежбата. Да. Може да видиме следната фотографија. Јеванија, Сара. Да, ова сум јас со мојата киркичка, сега наполни 2 години. Да. И интересно ни е, секој ден ни е различен, учиме нешто ново. Доаѓа редовно кај мене на работа. Добро со гледат зашто блиску живеете и работите. Да. Многу сака. Супер. Вежбата ли со Сара, дали ја спремаш сега? Да. Ево го сопругот? Да, јас сопругот и Сара и керкичка, тоа е сега на роден денот. Пред 2-3 недели беше роден ден. Се ни беше со Пепа, беше интересно, супер. Нека жива и здрава Сара, да ве радува цел живот. Може следна фотографија да видиме од Марија, што ни испрати. Има една многу интересна, чекам таа да видам само дали ќе ни ја покаже режијата. Исто, на работа сум овде со детенце, овде вежбаме, мислам, фокус и внимание, јас и Сара во кола. Селфи. Селфи, да, цело време сме во кола, никаде возиме. Активни, да, во движење. И она е научена, станува и само се седнува се веќе на седиште. Ете, ева фотографија. Јас и Роберт, да. Поздрав до нашиот уредник Роберт Јанков. Во ова студио пред кој знае колку години. Ајде да ни раскажеш што зборувавте со Роберт, зошто да покани? Не знам, мислам дека беше нешто во врска со книги, беше како ти реков 2014-та можеби, многу одамна беше. Значи нема сосема на друга тема беше, ама да, доаѓав тогаш редовно, тогаш беа Роберт и Милена. Ова било летно време, да, ова е летно во облека. Пократки, да. Да. Супер, значи Роберт и Милена, да, они се најдолго тука, сам 18 на години. Да, интересно. Од прилика, ако не грешам, Роберт ќе не поправи. Да. Ќе се јави сега Роберт. Ќе се јави Роберт сега, да слушаме. Кај извадивте слика, вакире? И се реподготвя. Не, ова Марија ми ја прати. Јас обично знам да барам, ама Марија ми ја прати. Добро. Има уште некој фотографија од Канал 5 или само тогаш ти најдов, не ти ги прати. Не, сум гостувала повеќе пати, ја имам уште фотографија. Ти пауза од 10 на години правиш. Да, па не ни доаѓаше, ти снимавме, само не беше во студио. Така, супер. Баш ми е мило што повторно се враќаш тука после 10 на години, но ќе те каниме почесто. Да нема толкави. Да нема паузи. Но ти чувај ги, архивирај ги фотографиите, па ќе се имаме ние цел колаж, имаме и со тебе. Да. Може да ги погледнеме и фотографиите на господјата Маријана Лончар, да видиме што ни испративте вие. Едно поинако издание. Едно поинако, ова ми е сопругот и ние сме заедно веќе 40 години во брак, а и пред тоа 7 години заедно. Така да имаме доста спомени и фотографија, јас оваа ја одбрав, не беше многу убаво. И тука се прошетавме малце низ Охрид. Ствари, боравевме таму. Така да тука сме со него. Инаку Ова негде Свети Наум? Ова е Свети Наум, бевме со нашите сватови таму и се возевме по Дрим. И бевме на заеднички ручек, се дружевме, многу убав ден беше тоа. Навистина убав ден. Ова сме на мојот роден ден, да. Кога ви е роден ден? До 12 ноември. 12 ноември? Ама, да, тука е зетот, прв па керката, не па Сашо, мажот ми, Сашо Велков, па синот Виктор, Ирина Котлар Велкова. Фамилиарно. Мајка ми. И керка ми е таа Карши, така да сите и мојата сладка внукичка Ева
Прегеска ја спомнав другата, ама со Ева сме си многу другарки и заедно си играме. И јас тогаш сум како дете со неа најубавите. Најубавото време. На нивно ниво. Најубавото време ми е со неа кога си играме и кога можеме да се дружиме. Така. Ова се е фотографија од ќерката и зетот на еден одмор, они беа на свадбено патување, и стално патуваат негдека. Јас сум тука на еден настан многу интересен во Лисабон и малце прилика имав таму да разгледам. Беше многу важен, тоа е и еден конгрес беше така, па беа од Европската унија најголем дел земји, меѓутоа и вон. И ова се мојата снаја, Ирина Котлар-Велкова, која е кардиолог, и Ева го синот мој. Фамилиарни фотографии. Да, фамилиарни, уживаме така, се смееме. Маш ми секојаш знае исто некоја шала да направи, синот да прифати и да направиме некоја така интересна атмосфера. Да. Мислам дека вашата снаја е нашата следна гостинка, потенцијална. Веројатно, да. Соодветна титула. Да. Може, вие поздравете, а прашајте доколку сака. Може да зборува. Да, секако. Да, убаво во овие денови кога се собира семејството на трпеза да погледнеме малку и од тој приватниот дел. Некој сака да патува, некој со семејството да поминува. Они сите сакаат да патуваат. А и јас сакам да учествувам. Исто имаме многу семинари организирано, не земав од нашава работа, затоа што сите се на Facebook страната, сите се на и прошли пат носев доста и викам ај сега само од фамилијата да дадам слики. Ама имаме доста семинари, доста активности надвори, вака и така да не ги носам сите тие. Така, бидејќи имаме уште околу помалку од 10 минути, а овој дел не е по-лабав, ние велиме обично по релаксиран дел, но сакам да ве прашам околу сметките. Сметките кои што во последно време доста од гледачите реагираат за струја, за вода, се покачуваат. Не реагираат во институциите каде што, нели, ако е во Евана, ќе отидеме во Евана, не реагираат. Тоа е сметката. Може ли тоа да се пријави кај вас? Па од кај вас да се реагира? Па видете, ние кажав претходно дека 30 години постоиме, за тоа време не само рамката законска што се развиваше, туку институциите. Сега може да пријават кај нас, меѓутоа ние секогаш ги упатуваме први на Евана. Евана, дури ние се обраќаме до Евана во нивно име, нели, со она што ни напишале, за да ни одговорат. Или е напонот послаб, или некој друг проблем има, или например за операторите, значи со електронските комуникацијски системи и за нив имаме поплаки. И таму се обраќаме до регулаторот, да речеме, кај Евана кога се работи кај топлификација и кај водата, се обраќаме до овде до водовод се разбира и после на друго ниво. Меѓутоа се обраќаме до регулаторна комисија за енергетика, водни услуги. Се решиле ли одредени проблеми кога вие се обраќате? Таму се решаваат во нивната комисија, они цели структури имаат на систем за решавање на поплаки. Потрошувачите после повратно кај нас не се јавуваат, веројатно им се решил на некој начин проблемот и доста позитивно веројатно. Они така кажуваат дека има. Исто така во доменот на водоводот и водоводните услуги соработуваме со предпријатието и тие имаат системите, за тоа се изборивме за поднесување поплака, решавање на поплаки и обврзани се. И со новиот закон за заштита на потрошувачи, закон за комунални дејности, обврзани се тоа да го имаат. И мора да одговорат, можат кај нас, ако не знаат што да прават, не им кажуваме како. И како да се направи тоа. И другите комунални услуги, од кои што сега се покачи, нели, цената на цените се покачуваат на СЕВ и на струјата и се покачува и на... Затоа и прашам. Да, и тоа е тешко, меѓутоа ние ценовна политика не водиме во тој домен, значи не можеме, тоа е владата сепак. Апелираме, реагираме, знаете дека реагиравме за висината на цените, за маржите да се намалат, за сето тоа, па се донесе тој закон за нефер трговски практики, па и тој закон исто така да помогне сега комисија. Но вродува со плод, вашата реакција. Да, тогаш вроди, точно. Иако се вадеа на еден период у претходната влада, не можеме ние сега се локални избори или не знам што, нас не интересираат. Нас не интересира граѓанинот да биде задоволен. Ако вакви сега појави се уват како што најавуваат дека има, веројатно ќе превземат некои мерки владата, веројатно од кога се најавуваат некои мерки, меѓутоа ништо, тоа ќе видиме. Така. Добро. Важно да знаат гледачите дека можат сепак да се обратат до она што беше, само да кажам, многу беше важно, заради тоа што треба да обрнат внимание на финансиските услуги, особено работевме многу за унапредување на рамката кај брзите кредити, таму имаше голем проблем, многу голем проблем.
И Тоа е друга тема, не сакав да отворам. не отварате и кај да. осигурителните компании Да. кај што веќе и тужби поведовме. Да, И тужбите се дел добиени, а Комисија за конкуренција утврди картелско сдружување. Така да и тука работиме. Сериозни се темиве, не се баш многу секогаш едноставни. Но и немаме многу време. Немаме, да, иначе тоа Особено за е кредитите. област која што секоја за себе треба да се разматра. Да, но еве некој остане за еден Само прилог, така. кој што можеме да го направиме кога се Посебно да брзите објасниме за сите кредити. проблематики. Да. Имаме ли време за играта, Бисера? За играта дали имаме време? Мора да имаме, Јас таму, бидејќи 5 секогаш имам јануари. прашања. Ќе продолжиме никако да завршам. Ќе влеземе во спотот. Ова се некои интересни, забавни прашања кои што Марија, ето му, ето кои што се од секој навието смешни, забавни како би се снашле во одредени ситуации. Па слободно прочитате како прашањето. Сигурна сум Од дека духот на Бисера била празници. многу креативна и ова утро. Без пегелончар. Имаме уште 2 минути. Ајде Да го читам. Тама некако брзо да го Може? поминуваме. Да, дали ако паднете од ски или санка, ќе се изнасмеете до солзи, или ќе поцрвените од срам и ќе проверите дали некој ве гледа. Сум паднала и знам како е. Да, на времето кога Знам како. со ски сум паднала и лежа вака на страна, не можев да сватам дека сум паднала, па малце и срам ми беше да ви кажам како ќе станам. Добро, Здраво, жива сепак второто. останавте. Да. Па колеги имам тогаш беа другари, бевме гимназија, беше тоа имавме и ми помогна. Али некако се откажав малце. Ми се виде на скилив кога удав и после тоа паднав, така да Сега имам по искуство. санкањето ста. Сега не сум по скијањето, може по санкањето. Така, Марија? Што најчесто има во женска ташна, а никогаш не се користи? Мојата ташна има 100 кила. Ама оправдано. За сега. резерва, Да, секогаш за резерва со алишта, со сара, со вода, со све. Ќе се најде. Огледало, на пример. Сега јас носам огледало, а никогаш не го користам. На Затоа телефон. сега е све со телефон. Да, Јас нели? на телефон. Да, а не знам зошто го носам, ама така си стои за секој случај. И уште еден куп други работи има. Може да збориме. За женска ташна. Што би рекла Бисера посебна тема за снимање. Посебна тема. Марија, вашето прашање и одговор. Ептен би го погодивте. Ајде. Што е потешко? Диета или да не купиш нови чизми на попуст? Диета е. Потешко е. Особено за време на Значи ќе празници. пројде сезоната за чизми, ќе ги прежалиш. Ама диета е тешка мака. Тешка одлука. Многу сум искусна на таа тема. Широка тема. Ама еве овој пат ја имам погодено од веќе пола година спуштив 10 килограми. Браво. Со тоа што исфрлив јаглехидрати комплет од исхрана. Дури компири и ориз и сите тие Која е работи. тајната на диетата? Тајната е таа што тема за која јас би сакала многу да се разговара повеќе кај нас, тоа е менопаузата и она што се случува, ги сметам тектонски промени во телото на жената Да. и дека за тоа ги молам докторите многу да зборуваат и многу да не едуцираат. Еве тема Јас на која ги што може да испробав снимаме. сите можни варијанти и безглутенска и ваква и таква и само стагнирав со оние аутофаги од 16 сати, 18, 22 сати на јадење. Така. Немаше успех. Тема која што може да Ама, снимаме оваа ова, година, Цеца. да. Јас ви Повторно. благодарам. Постојано од зборуваме, срце. но да. Да, бидејќи веќе ни завршува емисијата, на самиот Кресна, благодарам што бевте со нас. Среќна нова година, среќни празници, да се гледаме за убави работи. Фала многу, фала на поканата. Се Така. најубаво.